Премиерот Димитар Ковачевски повторно одбегнува да одговори што за него е Гоце Делчев. На инсистирање на Алфа за одговор дали тој е македонец или бугарин, Ковачевски со дипломатски одговор се обиде да ја заобиколи суштината на прашањето, па вели дека за сите отворени историски прашања на надлежност имала историската комисија. Гоце Делчев е основоположник на македонската национална борба, кој што се борел за независна македонска држава, која што ние денеска ја живееме, која што е членка на НАТО, која што е на чекор до отворање на преговорите со Европската Унија, штом ќе се реши нормално прашањето со Република Бугарија, кој што ги имаме отворено и кој што мора да се решаваат во духот на европските вредности, во духот на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави и во духот на почит и на позитивна комуникација како помеѓу политичарите во двете држави, така и помеѓу граѓаните и институциите во двете држави. Опозицијската ВМРО-ДПМН нема да поддржи никаков пазар со Бугарија. Ако власта имала чиста намера да ја вклучи опозицијата во процесот, најпрво требало да го сподели со неа прашалникот 5+1 и да разговара сериозно, категоричен е првиот човек на партијата Христијан Мицкоски. Според него, преговарачките позиции се подриваат со тоа што се лицитира со идентитетот на македонскиот народ и со идентитетот на државата. Преговарачките позиции се подриваат со тоа што се лицитира со идентитетот на македонскиот народ и со идентитетот на Македонија како држава. Со тоа што Артан Груби, Бујар Османи и Али Ахмети лицитираат со промена на устав, а тоа го потврдува администраторот Ковачевски, слепиот следбеник на заевизмот. Така се подриваат преговарачките позиции. А со барање да се подржи декларација за титанот, великанот Ѓорги Делчев во собранието, не само што се зацврснуваат, туку на тој начин уште повеќе се дава тежина на тие преговарачи кои што се на маса и кои што преговараат. Така што тезата, било каква и да е многу погрешна и не одговара на реалност. За власта која веќе ја одби понудената декларација за заштита на ликот и делото на Делчев, тоа биле обиди за подривање на позициите во разговорите со Бугарија. Ковачевски веќе ја отфрли фрлената ракавица од Мицкоски за обединување околу националните прашања, но наместо конкретно да се одговори на барањата, премиерот ја повика опозицијата, единството и обединувањето да го градат во парламентот.